Почитувани членови на Советот на Општина Куманово, почитувани представници на Општинската администрација, на јавните установи, почитувани представници на медиумите, добар ден. И отварам 29-та седница на Советот на Општина Куманово и за нејзина работа го предлагам дневниот ред кој сите ние го добивме по електронска пошта. Отварам расправа по вака предложениот дневен ред. За збор се јави секретарот Десанка Стошевска, повелен. Благодарам. Почитувам председател на Совет, почитувани советници, сите присутни на седницата. Точката подреден број 5 ја повлекувам од оваа седница. Благодарам. Ви благодарам. Имам и јас еден предлог. Всушност не се работи за нови точки од дневен ред, туку за малку изменет распоред на веќе добиениот дневен ред по пошта. Имено предлагам точката подреден број 4 од дневниот ред да биде 7, 5-та веќе е повлечена, 6-та да биде под реден број 4, 7-та под реден број 5, потоа 8-та останува и 9-та под реден број 6. За сето ова, верувам дека не е лесно вака да го запаметите, ќе добиеме пречистен текст. Најпрво ве молам да се изјасните по овој мој предлог за малку изменет распоред на предложените точки. Повелете кој е за да направиме распоред во предложените точки од дневниот ред, па одиме понатаму во дискусија. Па добро. Добро, јас предлагам да го измениме ова, потоа ќе одиме и по другите предлози. Процедурално, повелете Петковски. Јас имам еден предлог кој што е во врска со ова и ако се прифати мојот предлог, вашиот нема да има потреба да. Јас предлагам точката подреден број 4 да се повлече од дневниот ред, бидејќи за оваа точка материјалите не ни се доставени благовремено. Ова точка е многу битна, се работи за големи средства, се работи за една многу важна одлука за градот и да дозволиме за оваа точка да ни се достават материјалите 12 сата пред седницата, мислам дека не е во ред. Нити ние можевме да ги разгледаме, нити еве ја лично вчера у 3 сат попладне проверив, немаше никакви материјали. Денеска ми кажува дека стигнале у 5 сат вчера. Нити некој ми јави дека дополнително ќе стигнат, нити знае. Така е и со другите колеги советници. А и да знаев дека ќе стигне, значи од вчера у 5 не би имал време да ги разгледам тие материјали и да соодветно да донесам одлука како да постапам. Така да предлагам поради тоа да ни се достават материјали на време и оваа точка да ја ставиме на некоја друга седница. Благодарам. Благодарам. Предлогот на колегата Петковски да се повлече. А модиме точка по точка, зошто групно да расправаме? Сега да одлучиме по неговиот предлог. Ве молам да се изјасните дали сте за четвртата точка од дневниот ред да биде повлечена. Повелете кој е за. Благодарам. За гласа 10 члена на Советот, 20 беа против и ниту еден воздржан. Констатирам дека предлогот не е усвоен. За збор се јави и советникот Зоран Петрушевски. Повелете. Така, благодарам. Доцна е сега. Сакав да дискутирам на истата тема со цел да го убедам мнозинството, односно да пробам да го доубедам мнозинството за потребата на вистина. Пред минатата седница донесовме и дури и пари на јавното предпријатие во програми, дадовме и така натаму, да се издржи околу јавното осветлување. Да се издржи овој период и сега наеднаш на 2, на 3
без материјал, една клучна работа, како ќе биде регулирано ова прашање. Значи сега отпосле зборувам и навистина не е во ред. Вие сте го тоа замислиле, терајте го, граѓаните нека гледаат, тоа е заеднички проблем, а би сакал да го поздравам предлогот за скинување на точката број 5. Така е, каде што ни беше предложено дека општината во ова време треба да купи 9 возила. Во ред на тоа заврши, мислам по свестом нема што да дискутираме ниту за 4, ниту за 5. Повелете, дали имате предлог некој друг? Затоа колку сега ја забушутувате работата. Забушотите. Сакавте да наметнете 9 коли да се купува. Ништо не сакаме да наметнеме. Почитувајте процедурата. Дискутираме по предлозите тоа што е на дневен ред. Благодарам, дали некој друг бара збор? Бидејќи нема други предлози, сега ве молам да се изјасните за мојот предлог, значи за точките што преостанаа од денешниот дневен ред, да направиме видоизменет распоред кој набргу веднаш ќе го добиете. Ве молам да не повторувам, да се изјасните дали сте за, или еве пак ќе повторам. Четвртата точка да биде 7, шестата 4, 7-та 5 и 9-та 6. Кој е за, ве молам да се изјасните. Благодарам. Предлогот беше усвоен со 20 гласа за, 8 против и 1 воздржан. А сега ве молам да се изјасниме за вака изменетиот целосен дневен ред. Повелете кој е за да работиме по вака предложениот дневен ред. Благодарам. За гласаа 22 советника, 8 против и ниту 1 воздржан. Одиме по дневниот ред. Најпрвен ни е усвојување на записникот од 27-та седница на Советот на општина Куманово. Дали некој има забелешки по овој записник? Повелете. Нема. Ве молам да се изјасниме и дали го усвојуваме целосно записникот. Повелете. Благодарам. Записникот го усвоивме со 23 гласа за, 3 против и 1 воздржан. Сега сме на првата точка од денешниот дневен ред, предлог одлука за давање согласност на изменување и дополнување на годишен план за вработување во 2019 година на јавната општинска установа детска градинка Ангел Шајче Куманово. Отварам расправа по оваа предлог одлука. Дали некој бара збор? Повелете. За збор се јави советникот Осама Муадини. Повелете. Почитувана председателке, почитувани советници, почитувани средства за јавно информирање. Јас ќе се обратам на албански јазик, без разлика на тоа што и се надевам дека нема да ви пречи мојот говор на албански јазик, иако вие посакувате да го нарекувате закон кој го зборуваат повеќе од 20% од граѓаните. Да ме прашувате на каков јазик зборувам јас, вие ќе ми одговорите дека зборувам на албански јазик. Јас ова го поврзувам со последните настани што се однесуваат со почитувањето на албанскиот јазик во подрачјето на општина Куманово, а последниот случај е со именувањето и надписот на автобуската станица, и имаше голема реакција од страна на граѓаните. Сите овие работи се поврзувани со дискриминацијата. Значи,
одговорот на општината за средствата за јавни информирања во врска со овој надпис, кои со надписите кои се низ градот и не е случајот само со автобуската станица, е ироничен за албанците, бидејќи немаат надлежности кон собственикот на автобуската станица. Тоа предпријатие врши јавни услуги за граѓаните и ова е повеќе од иронично како одговор. Да не должам повеќе, бидејќи ги гледам реакциите и ве сме да се гледа ова, ке зборувам за точката на дневниот ред, каде се предвидуваат нови вработувања за 2019 година, а истото се поврзува и со втората точка од дневниот ред, каде се предвидуваат вработувања за 2020 година, и врз основа на овој табеларен приказ кој ни го доставивте со материјалите и балансерот, се гледа бројката која е понижувачка за застапеноста на албанците. Од 61 вработен, само 4 се албанци и процентот е 6,9%. Во овој случај се предвидуваат врз основа на калкулациите 7 нови вработувања и со кои ќе се зголеми бројката на застапеноста на вработените албанци, а нема да се постигне предвидената бројка со последниот попис на населението во 2002 година. Во основа на овој табеларен приказ сакам да прашувам и за уште една друга работа. Бројките кои се дадени, во крајот има останати 6. Што значи 13,7% или 10%. Се бројат етничките заедници или вработените од етничките заедници и на крај имаме еден графикон кој ги представува останатите. Што подразбирате вие со ова останати? И кога ги собираме сите овие вработувања, излегуваат 67, а не 61. Ова редовно се прави врз основа на оваа методологија на работење, да албанците никогаш нема да можат да ја достигнат правичната застапеност во оваа институција. За вработувањата во 2020 година, бројката на вработените кои ни се прикажува, значи се предвидува само 1%. Со овој ритам на застапеноста на албанците низ институциите нема да треба 2020-та, туку 2200 година за да албанците го постигнуваат правичната застапеност во институциите. Овај дискриминација се прави и не знам како да го нарекуваме ова. Немам зборови, бидејќи се ова е претерано и не сакам никого да навредувам, но јас како албанец се чувствувам навреден поради овој ритам на вашето делување и действување. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? За збор се јави директорката на детската градинка Марина Алексовска. Повелете. Почитувана председателке, почитувани советници, почитувана општинска администрација и медиуми, добро ден и од мене. Вака, за првата и втората точка се поврзани. Првата е за 2019, втората е за 2020. Минатата седница на Советот на општината го донесовме годишниот план за вработување за 2020 година. Согласно законот имаме обврска до 31 мај да го донесеме планот за вработување за 2020 година. Меѓутоа, во меѓувреме излезе законот за новиот закон, измените и дополнувањето на законот за заштита на деца и со самите измени им направивме измени и во систематизацијата која што беше донесена на
претходната седница, а со самото тоа повлекува и измени на плановите за вработување и за 2019 и за 2020 година. Во овој план за вработување не спаѓаат давателите на услуги, туку спаѓаат само администрација и помошно-техничкиот персонал. Затоа, додека балансерот не го правиме ние, туку во МИОА ние го правиме планот, а од МИОА самиот програм, таму што го испрало овој балансер. Но сепак ние немаме само во овој дел албанци, ние имаме и водаватели на услуги кои не се опфатени со балансерот, така да мислам дека тој проблем ќе се надмине. Јас толку имам, мислам, за... Во ред, ви благодарам. Дали некој друг ба разбор? Реплика само Младени, повелете. Ndërruar drejtoresh me që u përgjigjet, unë e kam të qartë se bëhet fjalë për numrin e punësuarve në administratë Këqerdhe. Unë kërkova edhe një pyetje, kërkova një përgjigje çka parashifni me të tjerët, të tabele, ostanat. E para dhe e dyta thatë që kjo do të i kalojë. Второто, вие кажавте дека ова ќе се надмине. Јас ви реков и повторно го поставувам прашањето. Кога? Значи, со овој ритам на вработувањето, застапеноста на албанците ќе се достигне во 2200 година. Значи, со години, значи, ние го слушаме зборот ке и никогаш не слушавме дека ова е направено или завршено. Благодарам. Благодарам. Има ли некој друг пријавен? Бидејќи нема, ја затварам дискусијата и предлог одлуката за давање согласност на изменување и дополнување на годишен план за вработување во 2019 година на јавната општинска установа Детска градинка Ангел Шајче Куманово ја ставам на изјаснување. Повелете. Благодарам. Одлуката ја донесовме со 19 гласа за, ниту еден против и 7 воздржани. Втората точка од дневниот ред гласи предлог одлука за давање согласност на изменување и дополнување на годишен план за вработување во 2020 година на јавната општинска установа Детска градинка Ангел Шајче Куманово. Отварам расправа по оваа предлог одлука. Повелете. Нема пријавени, ја заклучувам расправата и предлог одлуката ја ставам на ваше изјаснување. Повелете. Благодарам. За гласа 17, ниту еден против и 9 члена беа воздржани. Третата точка од дневниот ред гласи предлог одлука за утврдување на вредност на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорот на јавната општинска установа Детска градинка Ангел Шајче Куманово за 2019 година. Отварам расправа по оваа точка. Повелете. Нема пријавени, ја заклучувам расправата и предлог одлуката за утврдување на вредност на бодот за пресметување на платите на давателите на јавните услуги и на директорот во јавната општинска установа Детска градинка Ангел Шајче Куманово за 2019 година ја ставам на гласање. Повелете, гласајте.
Благодарам, одлуката беше донесена со 26 гласа за, ниту еден против и 2 воздржани. Четвртата точка од денешниот дневен ред гласи предлог програма за изменување и дополнување на програмата за урбанистичко планирање на подрачјето на општина Куманово за 2019 година. Отварам расправа по оваа предлог програма. Повелете, за збор се јави раководителката на секторот Емилија Сларидис Јаневска. Повелете. Почитувана председателки на Совет, почитувани советници, почитувани медиуми, локална администрација, добар ден и од мене. Јас би сакала само да кажам дека при изработка на предлог програмата за измена и дополнување на програмата за урбанистичко планирање на подрачјето на општина Куманово за 2019 година, од технички причини се испуштени две иницијативи, кои што во текот на вчерашниот ден како материјал беа доставени до советниците преку електронската пошта, со тоа што овие две иницијативи стануваат составен дел на самата програма за измена и дополнување на годишната програма и би сакала да ги прочитам истите. Значи, во програмата се врши дополнување со две иницијативи поднесени од физички лица и тоа под точките Е2286 се додаваат две нови подточки и тоа подточка Е2287 изработка на ДУП за делот УЕ 11 ноември, делот Урбан блок 65Г, плански опфат помеѓу улиците Октомвриска револуција, улицата Пролетерски бригади, улица Цар Самуил, крак на улица Цар Самуил и улица Крстем и Сирков за општина Куманово и подточка Е2288 измена и дополна на ДУП за градежна парцела 24 на катастарска парцела 21962 од ДУП за делот УЕ Тодемендол, делот Урбан блок 63, општина Куманово. Со тоа што овие две поточки стануваат составен дел на вака изменетата предлог програма за измена и дополнување на програмата за урбанистичко планирање на подрачјето на општина Куманово за 2019 година. Ви благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Немам. Ја заклучувам расправата и предлог програмата за изменување и дополнување на програмата за урбанистичко планирање на подрачјето на општина Куманово за 2019 година ја ставам на гласање. Повелете. Благодарам. Програмата ја донесовме со 20 гласа за, 2 против и 6 мина воздржани. Петата точка од денешниот дневен ред гласи предлог одлука за донесување на измена и дополна на детален урбанистички план за дел од урбана единица Тодемендол, дел од урбан блок 62, плански опфат меѓу улица Вукараджич, улица Тодемендол, улица Благо Илиев Гуне и улица Страшко Симонов, општина Куманово. Отварам расправа по оваа предлог одлука. Повелете. За збор се јави советникот Осама Муадени. Повелете. Сакав да прашам, беше ветам се... Сакам да прашувам да не е некоја техничка грешка 761, значи станува збор за блок 61 или блок 62, да не е ова некоја техничка грешка. Каде е грешката тој? Материјалите на албански е блок 61. Тодемендол блок, урбан блок 61. А вие кажавте урбан блок 62. 62 раководителки, што е коректно? 62 или 61? 62 има техничка грешка во материјалите на албански јазик, во преводот. 62 е коректно. Добро, во ред, се извинуваме и имајте предвид дека се работи за урбан блок 62. Да. Дали има друг пријавен? Нема. Ја заклучувам расправата и предлог одлуката за донесување на измена и дополна на детален урбанистички план за претходно споменатиот опфат. Ја ставам на гласање. Повелете.
Благодарам. Одлуката ја донесовме со 24 гласа за, ниту еден против и 4 воздржани. Шестата точка од денешниот дневен ред гласи Предлог одлука за формирање на локална комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција на општина Куманово. Отварам расправа по оваа точка. Повелете дали има пријавени. Нема пријавени, ја заклучувам расправата и Предлог одлуката за формирање на локална комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција на општина Куманово ја ставам на изјаснување. Повелете. Благодарам. Одлуката ја донесовме со 29 гласа за, ниту еден против и еден воздржан. Сега сме на седмата точка од денешниот дневен ред, но пред да преминеме на седмата точка, со оглед на тоа дека сметам за оваа точка дека е нужно да го обезбедиме присуството на градоначалникот на општина Куманово, објавувам пауза во трајање од 30 минути. Продолжуваме со работа. Ја прекинавме седницата после шестата точка од дневниот ред, со оглед на тоа дека сметаме дека за седмата точка, која гласи Предлог одлука за прифаќање на предлог за избор на најповолна понуда за воспоставување на јавно-приватно партнерство меѓу јавен и приватен партнер, заради модернизација и одржување на системот на јавно осветлување во општина Куманово, дека е нужно присуството на градоначалникот на општина Куманово како предлагач, иницијатор за воспоставување на вакво јавно-приватно партнерство и со оглед на тоа дека во меѓувреме не го успеавме да го обезбедиме неговото присуство, предлагам во овој момент да ја прекинеме седницата, а за нејзиното продолжение ќе ве известам во најкус можен рок. Благодарам. Во овој момент ја прекинувам 29-та седница на Советот на општина Куманово. Ќе бидете благовремено известени и по електронска пошта и медиумите за нејзиното продолжение. Ви благодарам.